Грција веќе нуди нова можност за дијагностицирање на COVID-19 преку брз тест со примерок од плунка. Покрај тоа што се брзи, овие тестови се поевтини и полесни за изведување, јавуваат медиумите во Грција. Овие тестови даваат непосредни резултати и може да бидат решение за намалување на ширењето на COVID-19 преку можноста за рано дијагностицирање. Тестот за брзо откривање со плунка дава резултати во рок од 15 минути и е погоден за деца. Кинеските власти открија дека еден вид сладолед произведен од локалната компанија во Тијанџин е загаден со вирусот корона, поради што поголемиот дел е повлечен од пазарот. Некои жители на тоа место на североистокот Кина веќе купиле сладолед што не се чува на многу ниска температура, што доведе до тоа содржината на масноти во омилениот десерт да стане погодна за COVID-19. Досега коронавирусот е потврден во 3 примероци, а здравствените власти ги покануваат потрошувачите кои може би стапиле во контакт со сладоледот да дојдат на преглед. Сомнителни се 4836 кутии, а во секоја се спакувани по 6 сладоледи, објави Sky News. По речиси 2,5 месеци под посебни мерки со претходно испратена SMS порака и со ограничено време на шопинг, денеска во Грција се отвораат продавниците, моловите и трговските центри, а повторно со работа почнуваат и козметичките и фризерските салони, берберниците и центрите за техничка контрола на возила, јави дописничката на Мија Одатина. Отворањето на продавниците сепак не значи и крај на карантинот во Грција, што започна на 7 ноември минатата година, со оглед на тоа дека и натаму во сила се рестрикциите за движење, односно излегување од дома само со испратена SMS порака од 6 конкретни причини, а паралелно во сила и полицискиот час од 21 часот до 5 часот наутро, како и забраната за патување меѓу периферии.